Со сјај во очите и насмевка на лицето, баба Марица ги пречека волонтерите од Црвениот крст, кои еднаш неделно ја посетуваат во склоп на проектот Грижа на стари лица во домашни услови. Таа е дел од самиот почеток на проектот кој младите волонтери го имплементираат 3 години поред. За безпрекорната грижа околу незиното здравје и помагањето во секојдневните домашни обврски, баба Маре вели дека е презадоволна, а за волонтерите нагласи дека ги сака како своји деца. Они секој вторник не посетуваат, идат и што ни треба ни купујат, притисок ни мерат, шеќер ни мерат, тоа се, лекови кои треба ќе ни купат, тоа се. Многу сме задоволни. Јас многу сум задоволна и мислам дека се овие мои деца. Не можам да замислам дека се туѓи. Јас со нив се навикнав и многу ми е добри и многу се услужливи и мугат да ти направат и се. Значи на расположение вака ти даваат во душата која се они тука, толку се расположуваме, значи денот ни мине брзо и многу ни убаво. Ни поминува вака со муабет, па ќе ми купат за јадење нешто, лекови ќе ми препишат, ќе ми земат лековите и така. Муабет ќе се направи и едноставно ни мина времето убаво. Јас тоа го кажувам не пред нив, ја и зад нив го кажувам на сите дека јас сум многу задоволна од нив и многу сум благодарна. Доста е нам на старите муабет да ни се направи. Баба Мари има проблеми со видот, па по краткиот разговор во незиниот стан, волонтерите ја одведоа кај очен специјалист, кај кој веќе имаше закажано преку мој термин. Тој детално ја прегледа и им посочи што треба тие да сторат околу грижата на оваа старица. Конкретно за каков проект станува збор и што се прават волонтерите кога ги посетуваат корисниците за Велестава онлайн, говореа медицинската сестра Тања Јаковлевска и долгогодишниот волонтер на клуб на млади пред Црвениот крст Ангел Јорданов. Пред се, значи, психолошка поддршка, бидејќи повеќето од корисниците се сами и им е потребна нашата нега. Мериме крвен притисок, шеќер во крвта, здравствени совети, значи, доколку корисникот има потреба, значи, дали за некој лек, дали за здравствената состојба која што ја има во моментот. Исто така имаме консултација со матични лекари и доста добра ни е соработката со матичните лекари, придружба до разни здравствени институции, специјалисти, специјалистички ординации, општи ординации, совети, значи, за како да си го зачуваат здравјето, како здраво да се хранат, како да ја користат терапијата што им е препишана од матичните лекари, земање на упати и на рецепти, тоа повеќе го работат и волонтерите. Меѓутоа, значи, се што е во делот на здравствената заштита, сме ние тука за да ги посоветуваме и да им кажеме како да се грижат за своето здравје. Најчесто, значи, имаме со диабетес, имаме со хипертензија, значи тоа е покачен крвен притисок. Имаме доста корисници, значи, кои што се и непокретни, значи со мозочен удар, со скршеници. Тоа е отприлика, значи, нели горе-доле диагнозите кои што се опфатени кај корисниците.
Меѓутоа ние гледаме, нели, јас како што кажав пред малку, дека пред се психолошки, значи да го подигнеме расположението и да што можеме тука, значи исто имаме масажи, преврски, мали преврски, значи правиме. Нели нешто гребнатинка или некоја повреда, таква ситна работа, бидејќи нели доколку е поголема повредата, се носи на специјалист. Претежно, значи така, со хипертензии, со диабетеси, со скршеници, со мозочни удари, така. Такви корисници имаме. Сите се пензионери, значи, над 65 години. Имаме и доста повозрастни, значи, корисници, инаки 90 години. Така да, меѓутоа годините не се правило за здравствената состојба. Така да, ние сме тука за да им помогнеме и мислам дека е доста големо задоволството кај нашите корисници и кај мене исто. Јас сум многу горда што можам да им помогнам, значи, на таква категорија на луѓе. Не можеш да бидеш црвен крсташ ако не си алтруист, не ги сакаш луѓето. Особено чест и задоволство ние да можеме да работиме со оваква таргет група на возрастни лица. Знаеме колку имаат тие искуство, колку имаат тие знаење, ние младите можеме да научиме многу од нив. Значи, несомнено е фактот дека ние учиме од нив преку тоа што идеме тука. Која е нашата призма за што идеме? Значи, покрај тоа што сите сме црвено крсташи и помагаме и кажавме дека нешто учиме, сепак новие луѓе кои повеќето се сами им улеснуваме многу нивното секојдневие. Значи, некои од нив се, како што кажа претходно медицинската сестра, непокретни, значи најмалите работи може да им го олеснат многу нивниот живот. Па затоа сме ние тука волонтерите со основни работи како фрлање отпадоци, значи купување на мерници лекови, препишување на лекови кај нивните матични лекари, понатаму некои други ситни работи низ куќа, верувајте премногу им помагаат. Така да сите тие волонтери што се како мене, со срце ја работат оваа работа. Проектот за грижа на стари лица во домашни услови, Црвениот крст на Македонија, го доби како грант од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, а македонски партнери вклучени во проектот се Ева на Македонија и Уника, осигурително-финансиската компанија за развој на бизнис идеи во одредени таргет групи.